Alo, dobro večer. Dobro večer. Повелете, во програма сте. Здраво за Здраво. темава и за слушателите кои ви се приклучуваат. Ја изслушав и експертизата на тема. Предпоставувам доста стручно сработена. Само да направиме мала дистинкција дека за секој посебен вид важи посебна експертиза. Драстична е разликата кога ќе се споредиме со Јапонија, а многу сакаме да се споредуваме со Западна Европа. Еден прост пример ќе ви кажам за позитивна селекција, што во народот е многу позната од стариот образовен систем. Ако сакаме да добијаме крава која дава доста млеко, со тек на неколку генерации ние правиме селекција, таа што дава поќе млеко ја оставаме, таа што дава помалце млеко ја уништуваме, така да речеме, и добиваме една сорта која е високомлечна. Сега, ако имаме ние една вековна овдека негативна селекција на карактери и табиети од кои произлегува сегашнава популација македонска, Браво. кога Браво. некој стимулира житото да биде помалце, каколот да биде појче, и сега имаме ситуација на 500.000 зрна жито излезени од државава, а 1.500.000 нема да речам останати зрна какол во државава. Последниве 30 години, секој кој зборнал искрена позитивна мисла, му се обратиле со зборовите момче, ти не си за овде. Па тие што не сте за овде или што не беа за овде, појчето од нив заминаја надвор. И сега ние имаме овдека од каколов како да почнеме да правиме жито ситуација. За мотивација за работа. Има праг на екзистенција, и госпоѓата што објасни, и се додека не се помини прагот за екзистенција, единствена мотивација е да останам жив, да преживам. Ако прагот за екзистенција е XX денари и ти земаш 50% од тој праг, односно со сопругата заедно во фамилијата влегуваат 50, 60, 70, те уште не е поминат прагот за екзистенција, ние не можеме да зборуваме за анкети од Харвард, од Сорбона, не можеме да правиме муабет. Откако ќе се помини прагот за екзистенција, тогаш ќе правиме муабет за дополнителна мотивација. Целава приказка за нас, значи треба посебна студија за Македонија и македончето. Имаме ние проблем правим со дефинирање на поимите. Ако од 92 година наваму, за да се направи деструкцијата и демотивацијата, се воведеше поимот банкрот, кој беше и за најстарите познат, а сега го имаме, се прокламираше зборот стечај, наместо банкрот, се создаде една многу абсурдна ситуација. 95-6 година луѓе се радуваа, викаја фирмата ќе оди во стечај. Не го разбираја поимот. Ако им беше објаснет како банкрот, ќе разбереа што е работата и немаше да бидат толку демотивирани. Една анекдота е, во тоа време бев студент, Тимерот ми кажува како бабата негова ја прашала сестрата негова и рекла: "Љупке, што е то кечај?" Смешно беше, но старата да го слушала зборот банкрот, че знаеше што е. Зборот стечај не го ни разбрала и жената праша што е тоа кечај. И имаме од тука наваму едно тонење на општеството, ки што современо во дефинирање мотивација за работа треба да го вратиме векој назад, првим да видиме кај. Ако сакаме да влеземе во Европа, очекувајќи ренесанса, ако се вратиме низ општествен развој наназад, поимот ренесанса никош не се спомнал сам за себе, туку секогаш одел заедно со хуманизам и ренесанса. Ако видиме како е дојдена сегашнава гарнитура на шефој и изминативе 30 години кој бил шеф и кој водел и како водел, сигурно нема да помислиме дека
имало хуманизам во распределбата на средствата и богатството на цела Македонија, а ако е профилот на нехумани лидери или шефови се уште актуелен, ние не можеме да чекаме ренесанса. Во било кое поле, па и за развиток на плата или за било шо. Една анализа проста кажува вака. Плата во најголемата трговска мрежа е дистрибуција на нафта, нафтени деривати. Бруто платата во тој сектор е 2% од прометот. Плата во многу голема друга индустрија, металуршка индустрија. Бруто платата се движела 3,4% од прометот. Плата во многу успешна фирма македонска со страшни профити, просечно се движела 8,6%, нема да клавам имиња, нормално на ниједна фирма, ама многу лесно можеме да ги провериме овие податоци. Имаме секоја година едиција 200 најголеми, 200 најуспешни, кај што се дава прометот на 200 најуспешни или 100 најуспешни, годинава беше 100 најуспешни. Само една графа до остварениот профит, ако се напишеше бруто платата на исплатена на работниците во споредба со остварениот профит, прво ќе беше јасно дека нема хуманизам. Втора работа е со таа негативна селекција вековна кај нас, дефинирани се два типа на луѓе, да речем, во држава и два типа на шефови имаме. Моментално имаме една група на шефови, турците што си ги направиле како јаничари да владеат со својот народ, али кои сте би дале за Турчино, како владетел горе. Втората група е рајата, која раја толку со таа негативна селекција е донесена во ситуација да секогаш одбира да удира на самарот како полесна варијанта, а не на магарето. И ние со години баравме премиер да не спаси од нехуманите работодавци. Ко видовме дека и меѓу нив нема спас, почнавме да бараме надворешен фактор да не спаси од некадарните премиери. Вечерва, паралелно со вашава емисија, имаше емисија на Телма, што јавно се зборуваше за погребот на образованието. Имав ситуација пред недела и пол-две, возев во мојот автомобил професор од факултет, а на задното седиште седеше мој вработен, имам фирма, работам, и нарочно го прашав професорот, ги знам состојбите таму, колкава му е платата. Работникот што седеше на задното седиште е со 3 години средно образование. Не велам дека тој работник треба да го рангирам и деградирам спрема платата на професорот, но кога професорот ми ја кажа неговата плата, а мојот работник од задното седиште зема повисока плата, на ретровизор го видов само се поднасти. Ако ние вечерва констатиравме на Телма дека високото образование е мртво, треба слободно веднаш да подпишеме дека државата ни е мртва. Односно, толку многу како го јавнал житото кај нас, што сите овие теми сега што ги зборуваме мотивација, се многу искривоколчени и извитоперени, првим да дојдеме до некој стадиум на нормален свет. Нормални луѓе се луѓе кои нема да се тресат за својата екзистенција, па после тоа со нормалните луѓе да правиме нормални анализи. Имав една дискусија пред промена на власта, случајно на годишен одмор се среќаваме во исти хотел со еден сегашен функционер од ова власт. Ако се среќавате како се промени темата пред избори со темата после избори. Пред избори кампањата се водеше 500 евра по фамилија и се трудам да бидам надвор од политика, оти тераме приватна работа и треба да видиме на некоја еквидистантна. Мала корекција, 500 евра просечна плата, значи не по фамилија. По фамилија беше пред парламентарните избори, беше кампањата, да речам како сега имаме некоја кампања. Ќе се сложиме дека не се сложуваме. Сакам само едно да ви кажам тогаш во тој момент. Ќе ви кажам неколку прашања што ги поставив. Првен реков,
дали во вашата фирма имате правници, односно дали во вашата партија имате правници. Да ви кажам зошто. Земање, примање по фамилија, единствено Министерство за труд и социјална политика ја прави таа статистика и по фамилија примања е за да определиме социјална помош. Платата е секош врзана со лице. Втората работа која тогаш упорно ја туркав е дека минималната плата е единствениот механизам во раката во една држава кај што може да се направи некоја корекција, односно притисок на платите нагоре. Ние македонците имаме еден синдром што многу лесно ќе кажеме колку кошта цена на материјал, но најтешкото прашање за нас е да си кажеме колку коштаме ние. Се оперира цело време со некоја потрошувачка кошница, се оперираше на времето, од која полека се тргнаја сите фактори, освен факторите гол живот, храна, облека, односно денеска да бидам жив и да не измрзнам од студ. Само тоа останува потрошувачката кошница. Се друго што треба да оди нагоре, да стасаме првин до праг на нормалност. Ќе ме прашате сега која висина на плата би очекувал за праг на нормалност, ќе ви кажам поднесувањето на вработените кај мене. До висина на плата 25 до 30.000 денари, луѓето размислуваат да ја напуштат државата. Околу 30.000 веќе велат можам да останам тука. Значи го наминал прагот на екзистенција. Понатаму правиме муавет на тема Express Yourself. Кога сум носел луѓе во западни фабрики, во Западна Европа, по разни поводи и причини, нарочно сум ги задржувал после 5 сатот, после работно време, да ги видат работниците како излегуваат од работа. Луѓето излегуваат секој со своето хоби. Ако вози велосипед, на него е облечен со професионална опрема за возење велосипед, ако вози мотор, опрема за возење мотор. Буквално луѓето после работно време со платата што ја земат имат можност да се изразат себе си. Ако имате издувен вентил и после работно време, ќе го истрпите платата како средство за живот и екзистенција. Друго е прашањето, малце подлабоко е прашањето, ако правиме муабет за способни и неспособни шефови. Во Македонија често пати имаме шефови од типот. Да ги споредиме со еден селектор на фудбалска репрезентација. Имаме фудбалер кој шутирал 100 пати пенал и 100 пати го промашил голот. На 101-иот пат, кога треба да се шутира пенал, пак му се дава на истиот играч кој промашил 100 пенали. Прашањето е дали е лош играчот или е проблемот до селекторот. Ако ја анализираме емисијата на Мишко патот до успехот, и кога ќе ги видиме ликоите кои поминале на незе, имаме само една гола констатација. Колку појче народ е земен на душа, толку побрзо тасува кај Мишко во емисија. Ќе се вратам на прапочетокот, хуманизам и ренесанса, кој е малце постаро, барем 2 века постаро, од 1665 година, мислам дека е 13 април, кажа на позната реченица, учена во историски читанки, државата тоа сум јас. На 16 години ја кажал Луј 14. Ако се вратам на една недела претходно во едно интервју на премиерот, рече, доколку работодавците дат 100 евра по висока плата, придонесите ќе ги платиме ние. То ние, тие се идентификуваат дека тие се државата тоа сум јас. Се враќаме малте назад. Ако видиме дека 115-120 години после реченицата државата тоа сум јас се случила Француска револуција, кај што 28 милиони французи рекле не си државата, кралу и дворјанството твое и челниците од црквата, како влијателна во тоа време, туку државата сме ние 28 милиони французи. Значи, ако сме ние се уште во фаза државата тоа сум јас, ама претходно објаснив дека хуманизму не сме го достигнале за да почнеме да размислуваме на ренесанса. Значи, ние не сме стасале 14 век, малце сме извитоперени, па сме некаде државата тоа сум јас 1665 година, треба да почекаме барем 110 години
за да сватиме дека државата сме ние 1.500.000-600-800 колку сме државјани на оваа држава, дека сите заедно треба да живееме под дефиницијата држава. Оси држава го разбираме како некоја територија кај што можеме слободно да се движиме ние, нашите фамилии, без да се почувствуваме загрозени. Ако не можеме ни да се движиме во поширок радиус од 10 километри на место на живење, не правиме муабет ни за држава, ни за екзистенција, ни за мотивација. Малце ја расширив темава, ама мислам дека е рано да зборуваме за мотивација. Првим треба да го решиме проблемот со екзистенција, па после да зборуваме за мотивација. Многу добро се сложувам со последната, третата од наведените постулати за мотивација за работа, фер однос во една фирма или организација. Ама да се вратиме наназад, кај нас во Македонија, фер нема ни во градинка. Да не правиме муабет за погоре. Уште еднаш ќе повторам, ако школството го умревме, умрена ни е и државата. Вечерва можевте јавно да ги проверите платите, јавно луѓето зборуваја, 34.000 денари професор, 20.000 денари асистент. Ако пиштиме во колку пари се земат во странските инвестиции, дека се движат парите 16, 18, 20.000 денари, ракувачи на машини, на кое дереđe се асистентите, на кое дереđe се професорите, ако на мој работник, што е скалила подолу од тој професорот во интелектуални можности, може би физички можности со текот на работата како вештини му се развијале, е повеќе вреден од професорот, на вистина државата ни е умрена. Не гледам начин како ова дупка што сме ја створиле изминативе години на систематско умирање на државата, ако го земеме фактот дека во секоја влада имале најмалку 3 до 4 доктори на науки кои произлегле од некој универзитет, дали е државен или е приватен, и воопшто не го воочиле ова, што вечерва беше како тема на Телма, дека државата умира и образованието умира, кој утре нас ќе ни направи студија за мотивација, од кој утре ние ќе извајме сектор развој, од кој кадри ние утре ќе чекаме ренесанса. Многу сме се уште појче милуваме да удриме на рето, отколку на самарот. Кога ме прашат странци зошто ви е државата толку валкана, својата немоќ да му се спротивставиме на шефот, на политичката партија, на политичките вработувања, на немоќта на држава кај што те држи заробен за екзистенцијалниот твој живот и на твојата фамилија, го изразува со гневот да фрлам џубре на улица, или на работа ќе биде не можеш ти мене толку малку да ме платиш колку што можам јас малку да сработам. Сето е тоа одбирање да удриме на тамарот место на магарето, односно да го истишиме некаде гневот во нас, за да не дојди она листа на болести што ја продискутирати пред моето јавување, дека тестот натрешен, ако не го истишиме некаде, ќе ни предизвика ова или ова како последица наша. Се надевам дека и тебе терапевтски ти делуваше ова твое јавување во емисија. Толку имам да кажам, многу е поширока темава и многу е покоренита, ама од кај треба да почнеме, да удираме по магарето, мислам. Благодарам многу за јавувањето. Мислам дека овие две јавувања добро ја заокружија вечерашнава тема. Понекогаш за тема ни се потребни 10, 20, 30 јавувања, овдека двајца сосема добри поенти слушна.